Влае, многу ме подсеќа на 2013-та и вашата енергија. А јас денеска посебно имам енергија, зашто знам дека моите противници си ја видоа суровата реалност. Си ги видоа анкетите и како им стои кандидатчето. Водиме, почитувани пријатели, и ги победуваме на 15 октомври. Не победувам јас, победуваат резултатите. Приказните не може да победат, туку резултатите и визијата. И ги повикувам, престанете да се глупирате. Престанете да ги правите тие црни спотови, да ми облакате нацистички униформи, да кажувате приказни дрн-дрн, ако гласат за мене, гласале за Груевски, ја ќе сум му служил на Груевски. Па нели му служев на Бранко, видовте колку му служам. Ја не служам никому, ни на Груевски, ни на Бранко, ни на Заев, ни на американци, ни на руси, само на Карпош. Само на граѓаните на Карпош. И затоа 2013-та на сите им дадам шут карта и застанам за потребите на граѓаните на Карпош. И Карпош виде тоа што ми даде подршка 2013-та, што се случи со Карпош. Препород не беше за джабе, за 50 фасади направени, за 130 км патишта, за 60 и кусур километри канализации, за бесплатни ужинки за децата, за стипендии што им ги даваме на нашите студенти, односно ученици овде во општина Карпош. Сето тоа што го направивме, почитувани пријатели, е за подршка на сиромашните, за подршка на социјално загрозените. За секого водевме грижа во изминативе 4,5 години. И сега повторно доаѓаме пред вас овде. Јас можам слободно да ви кажам дека оваа изборна кампања е изборна кампања и битка меѓу лагата и вистината. Лагата кажува следново. Вели дека во Влае ќе ја реконструирале градинката, а таа веќе 3 години е целосно реконструирана. Лагата вели дека во Бардовци ќе правеле градинка, а ние камен темелник пред 20 дена ставивме. Лагата вели дека ќе го реновирале спортско-рекреативниот центар Влае, а отидете, видете, тамо ред се чека од цело Скопје, сакаат да играат, ставено трева, вештачка, све направено како што треба. Лагата вели ќе ја реконструирале градинката пролет. И пазлете, не знаат во која насаба, туку викаат во Козле. Ни тоа не го научиле. Абе во Козле сите 3 градинки на пролет се целосно реновирани. Зашто кажува глупости? Лагата вели, замислете, ќе ги менувале азбестните кровови, па ние више на 60 и кусур луѓе им доделивме лим да ги сменат крововите, доделивме исто така лим за промена на згради, на кровови на згради. Значи проектите што ние ги работиме, тие си ги повторуваат и не го научиле детето тие што беа досега советници, барем тие да му кажеа што е досега направено, да не се глупираат, да не пишуваат работи кои што се веќе завршени. И верувајте, у нивната програма повеќе од 40% е тоа што ние веќе сме го завршиле. И јас им порачувам, не се мачете, гласајте си за резултати, а не за приказни, гласајте си за бројот 12 и да со сигурност ќе си знаете дека тоа што ќе си го ветите ќе ви се оствари. И онака тоа што го ветувате нема шанси да го остварите. Нашето ветување и натаму е за Влае. Влае да оди напред. Влае еден има 12 километра улици. Сите улици до една се реновирани. Еве ги сега завршуваме со Франц Прешен. И заборави да ви кажам, ветува дека на Франц Прешен ќе ги реновирал тротоарите. Ве молам, со коцки од Загреб донесени и работници ги реконструиравме Франц Прешен. Па не е ли смешно? Значи Влае еден, сите улици се нови. И населба Маврово, и населба Водовод. Овде Влае 2, сите улици се нови. Основното училиште Димо Хаџидимов реновирано. И нема да застанеме тука. Продолжуваме. Овде пред паркингот на порта Влае поставуваме платформи и целиот овој внатрешен дел ќе биде со платформи, ќе го решиме паркирањето. Тамо на онаа полјанка слободна, тамо ќе градиме катна гаража. Едно ниво подземја, 2 нивоа надземја, значи сите коли, над 150 коли тамо ќе бидат собрани, што значи дека овој метеж што сега пред порта Влае го имаме, нема повеќе да го има. Ова плато
ќе чини 1.800.000 евра, ќе го реновираме. Значи, спортската сала во училиштето исто ќе биде реновирана и оној стар дел од училиштето со квадратура околу 300 метри квадратни, кој ќе не чини негде околу 250.000 евра, и тоа ќе биде реновирано. Во Влаа 1, значи ја пробиваме улицата од Франц Прешер према кеот на реката Вардар. Тамо ќе направиме прекрасни спортски терени со прекрасни љуѓашки и детски игралишта како што ги нема во Скопје. Зашто граѓаните на Влаа 1 тоа го заслужуваат и зашто ме поддржувате во секоја изборна кампања. И затоа и Влаа 1 и Влаа 2 се направени сите улици така како што треба. Ние кај вас светуваме овде нови 3,5 милиони евра инвестиции во Влаа 1 и во Влаа 2. Тие 3,5 милиона евра не ветуваат за цел Карпош. Тие ветуваат воздух. Значи народот да им живее од воздух. Само тоа кажуваат. Цело време збореа воздухот требата, се изморија и веруете како некој вентилатор. Само кажуваат глупости, ама веќе народот свати дека лажат. Дека во Карпош имаме 11,7 метри квадратни по глава на жител зеленило, а светски стандард е 7 метри квадратни. Јас себе уште еднаш и вечерва од овде ги повикувам. Ајде, вие, почитувани противници, кои тврдите дека немало зеленило во Карпош, ве повикувам да измериме колку зеленило има Карпош 4, а вие да видиме колку зеленило имате од улица Рузвелтова до плоштад Теодосиј Гологанов и Линдевска. И знам дека еве веќе 6 дена ве прозивам, ја губите битката. Еве, додајте го и цел Карпош со водно и со пршино. Ако имате еден квадрат повеќе зеленило, јас се откажувам од натамошната трка. Ама ќутат, зашто во центар зеленило не им треба, зашто во центар дрва не им треба, зашто во центар воздух не им треба. На граѓаните на центар им велат дека ќе ги запреле дуповите и ќе ги се справиле со урбаната мафија. Па кој управуваше во овие 4 години со центар? Со која мафија? А Жерновски им стои у прв ред. Па не е ли тоа смешно, почитувани пријатели? Истото тоа го зборат и за Куманово. Ќе се справиле со мафијата и ќе си го врателе Куманово назад. Од 45-та до денес Куманово е црвено. Од која, а Цис им седи у прв ред. Од која мафија и на кого ќе го враќате Куманово, кога вие од 45-та година го држите? Што кажувате флоскули? И што е најсмешно? Најсмешно е што на Берово му ветуваат почест воздух. А Берово е град на Балканот кој што има најмногу кислород по метар кубек. И на Беровчани каква магла им сеат. Па истото го кажуваат и у Делчево. Значи ние мислевме и се возбудивме овде во Карпош дека тие се загрижиле за воздухот, за зеленилото и дека тоа само за Карпош го зборат. Па тие таа приказна им била се македонска. И имате право вие да зборите за чист воздух. Сите фабрики се од вас преуништени. Оџачи веќе во Македонија не чурка. Само можеме оџаци да видиме на оние документарни филмови од времето на социјализмот со фабричките оџаци и од како вие владеевте веќе во Македонија. Оџак нигде нема и затоа може да се прогласите за најеколошка партија. И тука ние ви признаваме. Но, почитувани пријатели, кај нас лага нема. Кај нас лага нема. Ние знаеме дека постојат многу убави места во Македонија. Со убави ливади, со убави шуми, потоци, рекички, овоштарници, лозја, прекрасни места. Ама ние сите одбравме овде во Карпош да живееме. И нас во Карпош ни преостанува само да си го окосиме, да си го очистиме Карпош, да си го осветлиме, да си го офарбаме, да си го направиме безбеден, да ни живее народот како што треба. Тоа вие го заслужувате, зашто вие живеете во центарот на центарот. Кога станав градоначалник Карпош немаше ни една фонтана, народов не знаеше како изгледа фонтана. Освен оние што оделе по странство да видат. Колку фонтани денес имаме во Карпош. Едно од свеќе немаше Карпош. Сега стотици илјади напролет, стотици илјади на есен садиме по булеварот Партизански одреди. Дали знаете дека во изминатите 4,5 години 84.000 метри квадратни ново зеленило, нови парковски површини сме посадиле? Дали знаете дека сме насадиле 10.480 дрва, а само 136 се исечени? Ова е поразителна бројка за лажговците.
Дали, почитувани пријатели, знаете дека и натаму ќе продолжиме со подобрување на еколошката состојба во нашата општина. Збориме за зеленило, ќе збориме. И тука пак ќе ги победиме. Велат дека ќе направиле едно парче покрај кеот на Вардара од 40.000 метри квадрат. 250.000 метри квадратни ново зеленило. Над 1.000.000 квадрати ќе има Карпош зеленило одржано, окосено, средено по 2021 година. А тоа значи 16 метри квадратни по глава на жител, 2,3 пати повеќе од светскиот стандард. И камо среќа во друго нешто, како што они викаат платите ќе ги качиле, бар по просечните плати да сме ние над светски стандард. Ама во зеленило, пошто во тоа сакаат да се надпреваруваме, тука Карпош ќе биде далеку над светскиот стандард. Почитувани пријатели, сметот ќе биде зад нас. Значи контейнерите сегде кај што ги имаме, вклучувајќи и порта Влај, ќе ги спуштиме под земја. Не можеме со комунална хигиена да се разбереме. Значи ќе идат контейнерите под земја со автоматики и тука ќе може, значи, да се одлага сметот и веќе да немаме диви депонии. Ќе мислиме и на собирачите на секундарни суровини, тоа да се селектира и нив да им го даваме без пари, за да можат и тие луѓе од нешто да живеат, а тоа се нашите сограѓани овде што живеат во Слокуќани. Втората битна работа, како што кажавме, паркирањето покрај овде и во Карпош 1 и кај 8 септември или војна болница и кај педагошка академија и кај млечен ресторан, секаде ќе поставиме платформи да го зголемиме нивото на паркирање. И тие граѓани што живеат тамо ќе си имаат далечински управувач, само тие ќе може да си влезат тамо, ако им дојде гостин, ќе излезат, ќе отворат и пак Карпош ќе биде слободен. Пак Карпош нема да плаќа за паркирање. Сите овие дуќани ќе работат. Ако им воведеме зонско паркирање, све ова ќе биде мртво. Ние тоа не го сакаме. Карпош мора да биде безбеден. Секаде каде што немаме алуминиумски врати, каде што немаме домофони со електронски брави, секаде ќе помогне општината тоа да се стави, за да не може крадците оро да ни играат по спратовите. Натаму, почитувани пријатели, за нашите млади, ние сме единствена општина како што водиме сметка за млади и никој друг. На 500 брачни парови ќе им доделиме земјиште позади Зајчеврит и во касарната Илинден, да си направат за себе дом. Земјиштето без пари, комунали нема да плаќаат, инфраструктура. Ние ќе донесеме производната цена на куќичката ќе биде 350 евра по метар квадратен. Значи земјиште од 150 до 200 метри квадратни. И веќе тамо каде што имаме општествено земјиште, а предвидена колективна зграда, нема да го продаваме земјиштето. На наши млади брачни парови ќе го доделуваме со инвеститори да може да купат стан од 550 до 600 евра. И веќе имаме две такви згради со некаде 80 станови. Следната работа, сите млади луѓе кои навршиле 18 години, 2016-2017 година, општината ќе им плати обука за возачка, ќе им плати полагање за прва помош и ќе им плати лекарска, преглед за лекарска. Кога ќе напунат младите 18 години, собираат родители, баби и дедовци частат за да се положи за возачка дозвола, а еден од условите за вработување е да положиш, да имаш положено возачка дозвола. Во училиштата секаде ќе имаме целодневна настава до 4-то одделение, значи сите училишта. Во градинките нема веќе да се плаќа за физичко воспитување, нема да се плаќа веќе за ова како се вика за англиски, значи таа работа ќе биде завршена. Продолжуваме со крововите, продолжуваме со замена на лифтовите. Овде веќе имаме 2, а веќе се спрема 3 лифт за реконструкција. Продолжуваме, значи, со бесплатните ужинки, продолжуваме со бесплатните екскурзии, продолжуваме со стипендиите, ќе почнеме да даваме стипендии и за средношколците, затоа што овие до 8 даваме и после никој веќе не им дава. Секој млад човек од Карпош кој освоил некое место на републичко, европско, балканско првенство ќе биде награден од општината Карпош со едногодишна стипендија, исто и оние кои што се бават со наука, односно кои освојуваат први места во математика, физика, хемија или било кој друг предмет. Ќе продолжиме со реконструкција на фасадите. Карпош 2021 година сите фасади ќе бидат енергетски ефикасни. Единствена општина во Република Македонија во кој што сите згради ќе бидат енергетски ефикасни. Ќе продолжиме со давање на субвенции на сите оние кои што ќе изградат
енергетски ефикасни објекти. Ќе даваме субвенции за поставување на сончеви колектори за да ја намалиме потрошувачката на електрична енергија. Место да градиме нови трафостаници, ние ќе штедиме за да може и натаму Карпош да има развој без да се оптеретува електричната инсталација овде во нашата општина. Еве, почитувани пријатели, вие видовте дека во секој дел на Карпош нешто ќе направиме. И ја заборавив местната заедница во Влаеден. Тамо веќе ги рачистуваме имотно-правните односи и тамо ќе направиме една убава местна заедница за граѓаните на Влаеден, а овде, кај што беше Центарот за социјални работи, или оние што го знаат Три шешира, кафанчето, кај што беше Кројачот, кај што беа други дуќанчиња, тој дел е приватен имот, ќе го откупиме и ќе направиме градинка за граѓаните од Карпош 2, односно од Влае 2 за нашите деца, за да не мораме да ги носиме во Влае 1 и таа градинка ќе биде само за Влае 1, а оваа градинка ќе биде за Влае 2. Еве, почитувани пријатели на Влае, имате и како причини зошто да гласате за Стефче Јакимовски. За број 12, за листата на Гром, за носител доктор Добрина Доновска, зашто Влае го очекуваат нови инвестиции, ново подобар квалитет на животот и за оние во градинка, и за оние во основно училиште, и за оние во средно училиште, и за младите брачни парови, и да има каде да се спортува, да се рекреира. Со еден збор, Влае ќе биде една од на добрите населби не само во Скопје, туку и во Републиката Македонија. Ние ќе продолжиме да работиме. Ние ќе продолжиме да си соработуваме со граѓаните. Ние не сме како нив да бараме власт, а после тоа да ги сечеме зидовите и да отвараме врати за да може да избегаме од граѓаните. Па да ги сечеме и оградите, за кога ни се соберат граѓани, да се отидеме низ лептокарија, туку напротив, ние го бараме, почитувани граѓани, вашиот мандат за да ви служиме, за да бидеме сервис на граѓаните. И јас сум потполно свесен дека има 65.000 граѓани, али еден е градоначалник. Мене тоа ми е чест. И мене ми е чест да ја барам вашата подршка и чест ми е 4 години да служам за вашите потреби и чест ми е кога после 4 години ќе се завртам и ќе ги видам овие фасади, овие паркови, овие улици. Чест ми е кога ќе ми кажат од водовод и канализација дека кога има порои, дождови, кога се топат снегови, они во 7 саат си одат на спиење, а цело Скопје од тоа јавно предпријатие работи со пумпите, вадат води и така натаму. Чест ми е, почитувани пријатели, кога ќе ги видам нашите деца насмејани, кога ги посетив во Грција и да знаете, од наредната година по 200 деца секоја година ќе одат по Грција на одмор, на терет на општината. Ништо досега што сме кажале не сме ги излажале граѓаните. Стоиме за секој наш проект, сето ова е реално и сето ова е остварливо. Имало години кога и не сме имале пари, или сме имале многу малку пари, но вие како граѓани никогаш не сте почувствувале дека општината нема пари. Ние сме грабеле само напред, само сме граделе, само сме создавале, само сме ги подобрувале вашите услови, а што ќе ви е градоначалник кој ќе плаче, нема пари, нема приходи, не можам, имам долгови, ова ми е, тоа ми е. Епа, почитувани пријатели, јас таков не сум. Кај мене назад нема, само напред. Само ударна бригада. Против кандидатот вели најлесно му било до 16, до 15, а од 16 ќе ги завртал ракавите. Еве јас јавно го повикувам да ни покаже една слика кај што ги има засукано ракавите. Една слика нека каже да го видиме кај засукал ракави и работи нешто. Тате му отворил фирмичка 2012 година. Тоа значи кога ќе вратите назад 5 години од сега наназад, на 20 и колку се тоа, на 22 години, мислејќи дека е многу благонадежен, ама го ставил управител и не успеал да се пријави за вработен, зашто не можел да извади ни за придонеси. И 2015 година си ја сватиле суровата вистина и си ја затвориле, фирмата е затворена и првото вработување му е како пратеник во собранието на Република Македонија. Ама тамо можеш да идеш на говорница да збориш и дали знаете дека за зборење на говорница во парламент одговорност не се сноси.
кривично не се одговара. Значи можеш да тропаш и да трескаш што сакаш, ама во општина Карпош кога ќе седнеш, тамо се сноси одговорност. Прво за тоа што си го кажал, второ за тоа што си ветил, трето треба да ги спроведуваш законите, четврто треба да правиш проекти, пето да ги примаш граѓаните, шесто да ги организираш службите, седмо да наоѓаш пари и да оди работата напред и сите препреки да ги поминуваш. Јас сегуваш во овие работни битки сум одел напред, а службите по мене. И морам да ви кажам дека тие служби во однос на 2009 година имаат голема разлика и во техничка опременост, и во екипираност, и во стручност, и во се друго. Многу општини од Република Македонија, кога ќе имаме примена на нов закон или воведување на нови решенија, апликации и така натаму, постојано се консултираат со службите од општина Карпош. И на крајот, почитувани пријатели, само за програмата. Денеска е мој пријател ми вели: Стефче, ја видов таа твоја програма Плава и ја видов таа програма негова. Морам да ти кажам дека неговата програма ми личи на лошо напишана домашна работа, а твојата е како докторска дисертација. Му викам: почитувани пријателе, мене не ми ни личи да напишам полошо од тоа што е тоа таму. Со искуството што го имам, со знаењето што го имам, со времето кое што сум го поминал овде во општина Карпош, не личи и граѓаните не очекуваат да им ветувам дека ќе живеат од воздухот, туку им ветувам дека ќе живеат од резултатите што ги направиме сите ние. Да сте ми живи и здрави, на 15 да се собереме во наш штаб наголот меѓу Рузвелтова и булевар Теодосиј Гологанов и да прославиме една голема победа за Карпош и да им кажеме на лажговците: доста лажете, и да ви кажам, 4,5 години су тепаат клукање по мене, малку им е тоа и овие 20 дена, нема проблем. Остануваат уште 10, ќе ги издржиме и после ќе им се затворат устите, а ние ќе се продолжиме со нашата работа. Да сте ми живи и здрави, ви посакувам се најубаво, да ви се живи и здрави фамилиите, да живее Карпош!